Поздрав и добродојавте на македонскиот канал Нов Аснон. Денеска имам голема гордост и чест да бидам гостин во кабинетот на професорката Ванковска. Добар ден, професорке, како сте? Добар ден, добродојдовте. Благодарам на поканата да поразговараме. Благодарам што ја прифативте нашата покана. Вас ве немаше долго во јавноста и мене ми е многу горд, јас сум многу горд што прифативте разговор со нас. Денеска живееме во едно доста чудно време, каде што, да речеме, пред 15 години имавме НАТО војници кои ни кажуваа како ќе биде добро кога ќе влеземе во НАТО, владењето на правото и законите ќе бидат норма. Меѓутоа, во услови кога уставната измена е пред нас, се чини дека тоа како да не е случај. Кои се вашите мислења зашто не се случува? Визави Министерството на правда оформира работна комисија од уставни експерти, имаме работни групи, исто така од политички експерти и така натаму. Да, ситуацијата е чудна, меѓутоа Македонија изгледа во некој таков контекст да постојано чудни нешта се случуваат и крај нема на чудата и чудесиите. Така што сега малку во континуитет да го зафатам проблемов, дека не датира од сега и од оваа уставна комисија чудна за која ќе прозбориме, од некаде осамостојувањето. Неспособноста на домашната власт да продуцира пристојно општество за живење, пристојна држава со сите јавни сервиси и служби, беше надополнувана со мантра, со приказна и со бајка, дека само да издржиме уште малку да влеземе во НАТО, а НАТО е само чекор или пат кој води до крајната цел, до ЕУ, и тогаш сите проблеми ќе исчезнат. Додека народот беше анестезиран, би рекла, со една таква мантра, причекајте, стрпете се, би рекла, да не ми замерат верниците, прилично религиозна приказна. На овоземскиот живот може да страдате, ама еден ден кој ќе одите таму, ќе бидете наградени за вашите добри дела. Така и јавноста, велам, беше анестезирана, чувана. Ајде уште малку, ајде да издржиме ова, ајде да поминеме по тие реформи, оние реформи, за да стасаме во ветената земја, да таму каде што рај ќе владе. За жал, малкумина во јавноста зборува со јазикот на она што се вика реал политика, или реалистичната школа во теоријата на меѓународни односи, безбедност и слично, чија цел би била всушност да укаже дека бајките се за мали деца, а дека возрастните треба да гледаат прагматично. Колку чини остварувањето на некоја цел, за колку време, по која цена, што треба да се даде, што се добива за возврат и слично. При тоа да се следат искуствата на тие другите што поминувале по слични постапки, и да не се дозволи Македонија да биде она што се вика sui generis. Постојано ние сме исклучок од правилата во целиот тој евроатлански интегративен процес и слично. За жал, една власт, велам една, затоа што морам да кажам дека е разлика и не можам голема да направам од една гарнитура во друга, бидејќи по оваа нишка не се разликувале. Секогаш се држале како слеп за стап, НАТО па НАТО, ЕУ па ЕУ. Без да видат дека додека ние се привикнуваме и адаптираме на барањата од надвор, притисоците од надвор, овие организации се менуваат. Светот се менува. Сега во овој момент во кој зборуваме, е дури парадоксално и да се фалите дека сте членка на НАТО, затоа што светот се соочува со опасност и тоа многу попаметни луѓе од мене тврдат дека е реална опасност од нуклеарен судир. Кажете ми кој ќе победи во нуклеарен судир и дали воопшто може да се зборува за некакво постигнување. Ние се наоѓаме под некаков си воен чадор, кој своевремено велеа треба да не штити нас,
дека со тоа се гарантира територијалниот интегритет, безбедноста на Македонија како мала држава и слично. Сега излегува дека ние треба таа наша сиротиња беда да испраќаме на фронтови, да поддржуваме сојузнички потфати и слично. И тука македонскиот граѓанин веројатно се наоѓа збунет и бидејќи едната приказна што му се продаваше веќе не важи, бидејќи од минатата година како што почна војната во Украина, светот, не велам дека од таа точка се промени, дека промените беа во тек, водење кон оној мултиполарен поредок, сега веќе нема враќање. Тоа е точка од која ќе се прекршат нештата. Ние се наоѓаме во едниот табор, меѓутоа прашањето е дали ние профитираме од тоа профитирање во најблагородна смисла на зборот, зашто ако сте членка на некој сојуз треба да имате цел, зошто сте таму, која е придобивката што сте ја добили. Ние очигледно имаме слаба или непостоечка дипломатија, не познаваме меѓународни односи, не учиме од историјата. Кадровската политика е политика на негативна селекција, наместо на најдобрите да одат и да... Значи, како во шаховска партија, да планирате 2 чекори, 3 чекори однапред, а не да се држите како што дува ветерот од момент на момент. И затоа се наоѓаме сега во една ситуација во која приказната на чудата не завршува, затоа што како што и вие толкова го поврзавте со оваа последна уставна измена која се очекува од нас, се поставува прашањето што Македонија уште треба да стори за да свати дека на секој чекор губи. Дека ние никаква придобивка немаме, не само од НАТО, туку оваа ЕУ за која сумнуваме и за која нели се кажува дека е некаков сојуз и простор на благосостојба, не е таа ЕУ. Таа ЕУ е сега привезок на САД во војната, во геополитичкиот нов аранжман, социјално губи, финансиски не може, значи ги пренасочува напорите во војната сфера, а не во развој, инвестиции и слично. Веќе дури зелената агенда, екологијата веќе не е она што беше допред некое време. Така што во еден чуден момент се наоѓаме, меѓутоа останува, не знам дали е возможно во овој момент да се прикочи во смисла на некаква рационална политика. Мислам, се плашам, дури да прогнозирам, дека сме премногу поведени по некаква инерција. Да, и таа инерција, знаете, нема кој да прикочи, да рече, чекајте да застанеме да промислиме. Оваа власт е веќе толку заглавена во сите отстъпки што ги прави, што не знам, веројатно се плаши за својата иднина, ако нештота се сменат, тоа би значило што? Повикување на кривичниот закон, доведување во подредена положба на државата, тоа е кривично дело, и многу други, за корупцијата и тоа да не зборувам. И сега се обидува по секоја цена да се протурка и последната наводна реформа, оваа уставна измена. Рековте уставна комисија и тука е се тумбе поставено, бидејќи по редот на нештата, прво се во собранието изгласува потреба од промена на устав со двотретинско мнозинство, па потоа може да се пристапи кон изработка на нацрт, амандмани, да се отвори јавна расправа и така натаму. Тие прават обратно. Фолираат, да кажам грубо, глумат пред, веројатно, странците, дека еве ние работиме на случајот, на она преземена обврска од францускиот предлог, кој стана европска рамка, за жал, против што протестиравме и јас меѓу другите на улици и слично минатата година, летото. Меѓутоа, тоа е состојбата во која тие глумат дека нешто прават. Сега за сега нема
барем проценката е дека нема двотретинско мнозинство во парламентот, така што тие може да си направат група и од 40 така наречени експерти, од кои од сите заедно еден уставен експерт не може да направите, бидејќи имате од историчари, политиколози, што ти ја знам, политичари кои поминале по судски функции, уставен суд и така натаму, меѓутоа нема уставен правник во таа комисија. И велам, наопако е целата постапка. Еден пристоен правник би се прашал себе си зошто моето име да се користи во оваа фаза, кога уште собранието нема изгласано потреба за менување на устав. И зошто името да ми се врти во јавноста, зашто? Зошто би правиле уставни амандмани ако постапка нема? И сега тука е веројатно проценката на власта, ова е повеќе така да речам политичка анализа, проценка, дека владата се обидува да изврши притисок врз опозицијата, вклучително и овој несреќен, да речам, настап на премиерот во Виена, на тоа така наречено предавање во кое се изразуваше непристојно. Пораката е досега од надвор ни поставуваа вета на патот кон Европската унија, а сега го имаме однатре од опозицијата. Опозицијата е антиевропски фактор. Ако е во сегашниот контекст геополитички, ако е некој анти-ЕУ или анти-НАТО, тој е анти-Запад, односно анти-сојузниците, и мора да е про-руски, кинески или не знам каков елемент. Така што тоа е таа некоја игра на нерви во која сега се наоѓаме, меѓутоа, велам, нема простор за дебат, нема, бидејќи ако само една позиција се етаблира како прифатлива, како ортодоксна, како нема алтернатива за неа, тогаш зашто ние дискутираме? И така да Македонија од договор во договор, од уставни измени до уставни измени, практично губи суверенитетот го губи, народниот суверенитет, нагласувам тука. Тоа значи дека моќта и власта произлегува од граѓаните и се врши во нивно име, кај нас тоа не е случај. Бидејќи еден премиер ви порачува од највисоки позиции, вклучително и од надвор, дека не му е грижа што мисли народот и што мислат граѓаните, туку дека треба да има машкост, да бидам пристојна во изразот, и да се преземат одлуки решителни државнички. Тогаш да укинеме демократијата и да го прогласиме за монарх. Не знам како да го толкувам. Најидеално решение во моментов е целиот циркус да запре. Бидејќи, реков, оваа уставна комисија е проформа, таа фактички нема никаков легитимитет. Сега фигурира како некакво тело на Министерството за правда кој ќе биде предлагач на промените. Меѓутоа тој е грешка во чекори, што би рекле во спортски речник. Така што се надевам дека нема да дојде до промена на парламентарниот состав. Се надевам дека оној сточен пазар од Преспанскиот договор, која се купуваа пратеници со влијание на американски амбасадор во зградата на собранието и сета таа скандалозна постапка, дека нема да ни се повтори. Меѓутоа, дури ни со смената на власта, јас многу се плашам дека главната опозицијска сила во земјава чудно, во најмала река чудно ми се однесува, јас не можам до крај да им ги протулкам. Знам дека им е тешко, меѓутоа на мака се познаваат јунаците и на Македонија веќе и треба алтернатива вистинска. Значи не може со ме притискаат од надвор па морам вака или онака. Така што мојот радикален предлог би бил нов устав. Сосема нов устав. Ова крпеница пепелашка од преамбула е смешна, е трагична, вклучително со Охридскиот договор внатре, Преспанскиот и се живо. Така што нам ни треба национален устав, да речам, во смисла на она we the people. Тоа е старата формула демократска, ние народот.
Под народ се мисли политичка заедница, се мисли демос. Да. Сега, колку сме, што сме по пописи и така натаму, ама или ќе бидеме заедно, или затоа што видите, сегашниот модел, го спомнав во Охридскиот договор, воведе така наречена консоциација, модел, кој е карактеристичен за распаднати држави во кои постојат делби, сегменти, заедници. И таков е. И сега на имате секој чекор во нашата еден држава. вид на, како да речам под наводници, конфедерален состав во кој заедниците заедно прават држава. Не, нам не треба една заедница, демос, не треба нација. Во таа смисла изборот или национализам, во најпозитивната смисла, затоа што нашите интереси треба да бидат заеднички ако сакаме да бидеме држава. Во однос на образование, здравство, развој, економија, што и да е. Не можеме веќе вака, не. Ова е чекор кон федерализација, тоа го напишав, сега ќе ви кажам, можеби пред 15 години, напишав една колумна во еден весник кој сега веќе не излегува, таму пишував колумни, напишав Македонија е федерација, ма нема кој да ја каже. Пред толку години. Се може замислите со сето ова што се случи, до кое дереđe сме дојдени, така што државата е неодржлива во ваква форма. Практично доаѓаме во ситуација да системот се редефинира низ дополнителни етнички презни. Дали францускиот устав тогаш бил модел за наше уредување кај што имаме демос? Сега, прашањето е што е прво кокошката или јајцето, нели? Прашањето е дали имаме демос, кога би имале демос, нештата би биле многу едноставни. Одраз на демосот ќе биде собранието, собранискиот состав, тој ќе има висока политичка национална свест, ќе донесе устав соодветен на политичката волја на демосот. Мислам дека овие елити токму на таа варијанта манипулираат со нас, бидејќи секој во својата заедница па раскарани и немате лепак, немате дури она што е најстрашно и најчудно можеби, пак за чудата зборуваме, македонскиот дел од демосот во Македонија од оваа заедницава пораскарена никогаш не била. Или може би била, ако направиме некои историски реминисценции, па постојано не следат едни наспроти други, за кои пишувал и брилијантно и Петремно Андреевски, и многу други наши писатели, кои токму за тоа зборувале, како на нишан се гледаме. Па сега, во тој контекст, ајде да се вратаме на оној концепт на национализам, па може би треба прво да поработиме на себе. Станува понекогаш збори и споредба со албанската заедница. Постои некои предубедување дека албанците повеќе се држат еден со друг, дека поголемо чувство на кохезија внатре има и слично. Па бога ми, може би доскоро и јас би рекла нешто такво. Сега, кога се случуваат овие такви неверојатни скандали кои ја потресуваат и албанската, ама и севкупната заедница, јас сум разочарана, ја мислев албанците се поратоборни и нема да дозволат нивните нерани мајковци да им го прават ова. Зборам за случаите со здравството, со Бехтел, со овие родилки, со жени осакатени и така натаму, значи тиктокери и слични скандали. Па ја мислев дека тие ќе станат, ако ние македонците не сме такви, барем тие да станат и да расчистат со нивните. Изгледа секој ќе мора прво со своите да расчисти и да изгради јадро, а потоа низ некаков преговор, како да го наречам, не знам ако звучи чудно, после толку децении зборуваме за тоа, да дојдеме до заеднички лепак во вид на француски устав или како. Нам не треба македонски устав, се разбира, согласно нашите околности, бидејќи видете, ако го прашате Фрчковски како го пишуваше уставот 91-та година, зборуваше по кулуарите на правниот факултет. Тоа е мачки на кашлица, земеш членови од овде, од онде, од другите устави, ги залепиш, направиш модерен устав. Така се правеше тој устав. Со копи-пейст, со
преземање на готови решенија. Ние, конечно, дури би рекла дека може би некаква група на вистински познавачи на уставната политичката историја на Македонија може, ако овие си прават некаква комисија која излегува вон институциите и постапката, па да направи нека алтернативна, да речам, другава мислечка сила, ако постои во земјава, и да направи еден проект на можен устав, како тоа би изгледало, кога би се исчистиле сите оние недостатоци и пропусти и сето она што дозволува, значи во други области. Ние имаме нејасна постапка за формирање на влада после избори. Имавме ситуации со улогата на председателот, со роковите, со дали ако првиот не успе да направи влада, другиот или не, или треба да одиме на нови избори. Значи, имаме мал милион прашања, не е само преамбулата, не е само бугарите, не е... Значи, после толку години, може би треба да се направи макар нешто како модел. Еве ви го на увид, па да разговараме, дајте контрааргументи. Разбирате, не можеме само иницијативата ним да им ја оставиме, но вие што се на власт и кои зависат од Калето или од не знам си кои други центри. Брисел. Значи, нешто автохтоно, нешто наше, да го запромисли сега, ако имаме капацитет, интелектуален, научен, правен и севкупен, тогаш може би е тоа, еве, додека разговараме, ми падна ова на памет како идеја. Еден од чекорите што ние ги, нашата држава ги презема кон самоуништување на нашата нација, ја би рекол, ја таков осет имам, особено ова е потеркот на промената на уставното име, каде што миноритетот наметнаме на мајоритетот одредени услови кои што ние не се сложуваме. И затоа и сме северна. Вие за вас и за мене, за доста нашата нација секогаш ќе биде Македонија, но ние сме северна, заглавени во НАТО пактот и во еден пат кој иде кон, ја би рекол, само уништување на нашата нација. Како вие тоа го гледате? Ова е посебно визави францускиот договор и бугарската парламентарна резолуција од 9 октомври 2019, каде што изричито е антимакедонска, а они го имаат ветото во Советот на министри и секогаш можат тоа вето да си го приуштат, а ние сме тие кои мора да ги исполниме нивните обврски. Како го гледате вие се во тоа? Неодамна напишав еден труд кој чека на објавување, ќе биде достапен. И малку пошироко го дефинирав проблемот, пак велам во еден историски континуитет. Зборувам за Бермудскиот триаголник на договорите кои Македонија ги подпишува. Охридски, Преспански, Бугарски. Да. Тоа е триаголникот во кој потонува и исчезнува поимот, суштината на демократија, на суверенитет, на национален интерес. Ако сакате и ако може некому да му звучи патетично, и национално достоинство. Значи, нас не лишија од, или дозволивме да бидеме лишени од нешто што е елементарно право и поврзано со правото на самоопределување, и тука ќе се надоврзам. Повелбата на битите нации, втората повелба, да. И името на вашиот подкаст, Нов Асном, значи, ние папачната врвка со Асном ни е прекината, ни е цензурирана, ни е забранета. Бугарите и грците не случајно удираат на таа точка, бидејќи ние го црпиме од таму нашиот континуитет, нашето право на самоопределување, државноста, во онаа модерна смисла на зборот, нели, од 20 век. И постепено, чекор по чекор, велам, со секоја одстапка, дома, комшиите, сите задоволувања, освен она што е елементарно национално право и чувство на македонскиот народ. Дури станува, не знам, националистички, популистички или како да го наречам,
така се квалификува секое повикување на македонството. Зошто е македонството оцрнето? Зошто нас не покажуваат и странците и па и домашнава компрадорска елита, би ја нарекла, составена и од новинари, и од политичари, и од професори, и од невладени активисти, од се живо, во држање на контрола на тој национален порив, што е природен. Што е природен. Значи, како може, ако сум јас, сум за правото на палестинците на самоопределување и минуваат низ Голгота со децении во оној контекст таму, зошто одеднаш мојата нација да стане палестинска или да станеме курди на Балканот? А сме освоиле држава одасно и сме ја негувале толку колку што знаеле тие генерации. Не велам дека било идеално и ние не сме идеални, ама па да изгубиме се преку ноќ, практично во рок од 20 на години. И мислам дека приказната почетокот на крајот, би рекла, на таа асномска Македонија почна со Охридскиот договор. Апсолутно. Тој беше, како што знаете, во пакет внесен во преамбулата при менувањето заради Преспанскиот договор. Албанските партии издействуваа, меѓу другото, да влезе резултат на конфликт, вие го славите како големо достигнување во вашата политичка историја. Значи не може, сум за примирие, за мир, по секоја цена и сето тоа го почитувам. Меѓутоа не може во историска смисла да славите момент во кој државата ви била на колена, во кој сте имале внатрешен судир. Да не навлегуваме во карактеризирањето на тој судир. Меѓутоа, сега ќе гледаме плодовите. Резултатите. Тоа што било посејано, јас секако имам и студенти, и албанци, и други, и генерално со млада генерација се дружам. И знаете како е кога ќе сватите дека она што им го кажувате, тие не биле родени тогаш. Значи 20 и нешто години поминаа од тие настани до денес, тие деца родени тогаш, сега се веќе зрели млади луѓе, меѓутоа тие немаат непосредно искуство од настаните, туку ја прифаќаат општата приказна, мантрата. Тоа е патот до Брисел води преку Охрид. Со години тоа ни го велеа. Да. Па потоа оди преку Атина, па сега оди преку Софија. И на крај вие се наоѓате буквално во Бермудски триаголник. Вие тонете со секој нов чекор на потпишување на договори наспроти уставот. Јас сум во таа смисла ептен легалист и имам практично докторат по правни науки, бидејќи во тоа време немавме политички на Скопскиот универзитет. Легалист сум во смисла на тоа дека уставот е општествениот договор. Е основата на вредностите, на принципите заради кои ние постоиме како држава. Сме го донеле во 91-та година со одредени амандмани, ако првите амандмани веднаш уште првите беа под притисок од надвор и се виде кај ќе води целата приказна, меѓутоа повторно ми е тешко и чудно да прифатам дека ние можеме да зборуваме владење на право, ама уставот не ви важи. Уставот е релативна работа. Кој како ќе му текне, ќе помине, ќе побаре, ќе лицитира за некаква промена. И тоа е она што ви внесува и чувство на правна несигурност, и политичка несигурност, и небезбедност, токму така. Значи, рамката на државата е она во уставот. А ако вие таа рамка направите каучук, па растегливо, што вика мојата колешка Гордана Силјановска, рамка на Титаник станува кога зборуваме за рамки, затоа што бродот тоне, нели? Тоа е проблемот во целата работа. И пак некако ми се чини дека се вртиме во круг и се враќаме на она кој ќе го запре тоа. Каде кучница ќе се постави? Дали некогаш морам да признаам колку и да си го познавам мојот народ со сите добри и слабости што ги има и се
повторно станувам вџашена како е можно да трпиме, да молчиме, да имаше изблик, еве го спомнав, нели, протестот околу францускиот предлог, затоа што и народот го почувствува тоа, и луѓето кои знаат, и кои се умни, и кои се учени, и разбрани, и, значи, не треба да си многу учен за да сватиш што ти се подготвува. Имаше изблик, меѓутоа потоа настанува антиклимакс и као нешто се повторно као добро. Издишеност нека. Токму така. Да. И се поставува прашање кога, кој, како, под кои услови. Вака што сме, да речам, луѓе што размислуваме, си комуницираме меѓу себе приватно, полуприватно и слично, си ги споделуваме овие дилеми и на моменти сме во очај, ама некој ќе го подигне онака, да речам, моралот и као добро, може не во овој момент, ама сигурно нема да остане на ова, дека едноставно не е познат народ кој доброволно потпишал дека се одрекува од самиот себе. Да. Тогаш, ако дојдеме до тази историски преседан. Апсолутно. Тоа е многу говори за нас како генерација на македонци во некој историски контекст, така, што се бореле нашите дали дедовци, татковци и што ќе оставиме ние позади нас. Знаете, некогаш дури се прашувам себе си, бидејќи веќе и годините дојдоа и се, нешто во мене не дава сосема да се откажам и ако ништо друго, барем ќе напишам колумна или нешто на социјалните мрежи. Се прашувам од каде таа непомирливост во мене и она чувство дека нема да капитулирам, колку и да ме фаќа темно расположение. Си мислам дека голема улога играло воспитувањето и образованието во еден систем, без да го глорифицирам тој бившиот социјалистички контекст во кој растевме. Меѓутоа, дефинитивно во тоа време не учеа и не научија, барем ја тоа така сум го прифатила како здраво за готово, дека јас треба да се гордеам со тоа што сум. Не некритички. Да го спомнеме Јане Сандански со нели изреката дека слободниот човек е оној што се бори да стане уште подобар, да работата е не да стагнираш и да викаш ние македонци толку се држиме за некои традиции, сето тоа е убаво. Ама имаш можности за напредок, за усовршување. Ние се уназадуваме. И сега велам, многу е тешко дури да си мислечко суштество во ова време во кој се судира две тенденции во тебе. Едно е она кој е научило што е дигнитет, што е гордост, што е морал, што е она дека треба да издржиш. Дека не може само да свиткуваш грб, па секој патник, намерник што ќе побере ти да му задоволиш. И сега младиве генерации... Тоа сакам да ја прашам. Вие сте професорка, имате контакти со нив. Дали го има тоа чувство на гордост, достоинство, некои принципи од кои не би отстапиле? Кои што се потребни за нас како нација? Дел од нив имат, пак ќе речам, врзано е веројатно, не можам сега статистички да ви кажам, и со семејната историја, корени, спомени и така натаму. Меѓутоа, за жал морам да констатирам дека јас ги среќавам во секоја академска година во првиот семестар. Значи, буквално дојдени од средна школа и ја ги дочекувам, ги поздравувам, им посакувам добре дојден универзитет. И тогаш првиот предмет ми се вика политички систем. Значи, баш ги учам што е демократија, што се институции, што е устав и така натаму. И ги распрашувам што знаат, колку следат и ги замолувам пред секој час да погледнат кои се насловите барем во вестниците, што се случува едноставно, па да се надоврзиме да видат дека теоријата не е теорија заради теорија, туку дека има практична вредност. Поим немаат каде живеат. Значи, се зборам за млади деца. Значи, си гледаат
младежки живот и така натаму, веројатно и ние како родители тежнееме кон тоа да ги заштитиме децата од неволи, од приказни за домашни проблеми, финансиски или други и така натаму. Ај млади се, ај нека си поживеат, па после ќе се секираат и така. Така што нема некои набои, некои, како да речам, порив однатре, дека и тие имаат улога во сето ова. Јас понекогаш така знам да им речам, добро, ама еден ден ќе се сетите на ова што сум ви го зборувала, ќе ги поврзете нештата, само да не биде доцна, иако прилично е за доцнете работава. И жално е, мислам, лесно е, знаете, се да кажеме, децата ни се аполитични, не ги интересира тоа што се случува околу нив, меѓутоа, по друга страна, не фере ние како постарите, нашиот пораз, да им го префрламе нив. Жално е што им го оставаме во наследство. Мислам дека треба да се работи со тие деца, особено тие што се решени да останат или што немаат алтернатива да бегаат од тука. Меѓутоа треба систематски. А од друга страна се соочувате со образовен систем кој брише. Историја неважна. Физика, географија, биологија, не знам што, еден наставник, се заедно. Кажете ми какви генерации ќе произведеме. Тие ќе бидат и елементарно неписмени. Не само политички неписмени, туку и елементарно. Така што ова дно наша, оваа црна дупка, како крај да нема. Професорот од Универзитетот во Шикаго, Џон Мершмајер. Мислам дека... Го обожавам. Да. Да. Но неговото мислење во однос на избавувањето од оваа црна дупка, во која што може да се најде една нација или па група на нации, го гледа преку национализмот. Каде што национализмот ќе победи оваа глобална хегемонија, либерална хегемонија, во неговите зборови, во која ние западнавме. Дали мислите дека таму таму е решението и преку такви политики е решението од кој што ние може да испаднеме повторно победници? Така, Мершајмер е еден од ретко разумните луѓе во едно лудо време. Апсолутно, и мислам како никогаш порано не сум го следела буквално секој негов кажан збор, бидејќи е прилично активен во последнава година, особено со војната во Украина. На YouTube, значи, топло препорачувам да ви нашите гледачи нека го побараат. Затоа што е глас на разум. При тоа, кој ќе му ги видите сообштенијата и наодите и она што го пишувал и зборувал пред 10 на 15, 20 години, све се случи. Се случува. Да. И тука е потврдата на неговата теза, значи не е дека е сега модерен во тоа што го кажува, туку човекот предвидел. Сега, во однос на оваа теза, тој го критикува либералниот интервенционизам на Западот и ароганцијата на оној униполарен момент, ние сме најдобри, ние сме најмоćни, ние ќе го правиме светот според нашиот лик. Целиот свет треба да личи на Западот. И секоја друга алтернатива е неподобна, штетна и така натаму. И сега тој зборува за појавата на овие национални сили, движења, политики. Беше, ми се чини, пред неколку месеци или кога беше во Будимпешта. Европа негде кажам. Беше поканет во Унгарија и таму, знаете, заради целата приказна околу Орбан и национализам, популизам и слично, го прашува за тоа. Тој не дека го фаворизира национализмот, тој вели, јас сум среќен што сум американец и што припаѓам на овој либерален, индивидуалистички свет, бидејќи национализмот негува колективистички пристап, меѓутоа мораме да сметаме на него, бидејќи не е се џајли бу дека и ова е сила која има своји корени и кои се легитимни и на кои морате да размислувате. И сега јас ќе ви кажам мојата позиција.
значи против интервенционизам сум било каде во светот, особено било милом или силом, што викаат србите, дали со моркови или со стапови, интервенционизам е само нов облик на колониализам. Тука да не се лаже. Америка е можеби нов колонизатор, освен ако ги заборавиме 10 милиона индијанци масакрирани уште при населувањето на Америка. Значи, земја израсната на крв и на домородното население и истребување. Меѓутоа, европските нации имаат векови на колонијално искуство по Африка, по Азија, по каде не. Така што овој либерален сеење хегемонизам, токму така, е само препакуван колониализам во една помодерна смисла. Донесе погубни резултати. Значи, човек да видел позитивни нешта, па ќе рече, па добро, можеби тоа е некој решение. Меѓутоа, видите каде стапна, оставија разурнати општества. Од една Либија, која беше средена, социјално осигурана нација, богата нација, сега е полудржава, распадната држава. Ирак и така натаму. Афганистан видовме што се случи, како замина Сирија исто. Југославија им беше, тест пробата им беше тука. И сега, кога размислувам за тој глобален некој поглед на нештата, морам да признам, јас сум си левичар и нам левичарите ни интернационализмот една од есенцијалните погледи на светот, дека солидарноста меѓународна со другите, со понижените, со експлоатираните, со поробените и така натаму е нешто каде што левичарите треба да си подадат рака и да се застапиш не само за себе, туку и за другите. Во тој дел меѓународната идеја ми е многу блиска, велам, ама не на овој начин на кој Западот преку колониализам. Значи, не со еманципација и со ослободување, туку напротив со нов вид на робство. И сега, кога го спомнуваме национализмот, многу е оцрнет како концепт, толку многу политичка идеологија е налепено на него, да сега треба да го расчистиме што всушност мислиме под национализам, бидејќи, сега да се разбереме, во англиската терминологија, која зборувате за nation state, национална држава, е нормално. Значи, национална држава е Франција, par excellence, така? Секој што носи француски пасош е француз, точка. Нема квоти, нема малцинства, нема ништо. Грците исто. Демос, грците исто. Значи, голем број од европските нации, особено се создадени како nation state. Америка е исто nation state, што е настаната со оној melting pot на практично мешање на различните доселеници од различни страни во една американска нација. Меѓутоа, обединета, единствена. И сега, како тоа кај нив може nation state? На Балканов или Македонија или било каде, ако спомнеш нешто такво, ќе ти се пуштат овие вистиномерите, фактчекери и така натаму и не знам, ортодоксни овие свештеници што гледаат кој излегува од мантрата. Јас гледам на тој национален контекст како на нешто есенцијално. Нека ме наречат и суверенист ако сакаат, ама во контекст на оној народен суверенитет за кој зборував. Мислам дека демократијата нужно бара некој контекст, бара, ако сакате, и територијално ограничена заедница, затоа што не можам јас да бидам демократски граѓанин на Европска Унија со половина милиарда жители, со еден сложен конгломерат на институции, на нетранспарентност, на елитизам. Разбирате, граѓанинот каде е таму? Се губи во тоа море создадено. Граѓанинот мора да е граѓанин прво во својата општина и во својата држава. Еве, зборувам на двете нивоа на политичко организирање, што го имаме ние, нели, како држава. Ти можеш да бидеш активен граѓанин на практични нешта. И тука сметам или на, не знам, донесување на детален урбанистички план во мојата општина, дали ќе има ова, дали ќе имам згради, урбанистичка мафија или ќе има градинки, паркови и така натаму.
тука можам да бидам граѓанин и да си го кажам своето, меѓутоа и во својата држава. И мисля, че дека е тоа многу битно. И дека целата мантра за обединета Европа паѓа во вода. Погледнете како се однесуваат големите и вистинските држави во Европска унија. Прво гледаат за себе, па потоа за унијата. Да. А кај нас ни ја продаваат приказната наопаку. Откажете се од се, лоша е националната држава, лошо е да зборувате низ ваша призма и на призма на ваши интереси, зашто се треба да биде европско. Не може. За да бидеме европјани, прво треба да бидеме македонци. Да бидеме своји на своето, а потоа како такви да се здружиме. И јас тука многу се сложувам со визијата истолевичарска на Јанус Варуфакис, на ДИЕМ, Движењето за демократска Европа, кои почнаа со практично пред неколку години со идејата дека ако Европа не се демократизира, ќе пропадне. Сега гледам дека се веќе песимисти велат ова Европа е непоправлива и дека нам не треба европско здружување, мир на континентот, соработка и сето тоа, ама не под овие принципи, не под овој технокапитализам, како што го нарекува Варуфакис. Така што не се црно-бели работите и многу ми е жал што на нас експериментираат, тук и го злоупотребуваат и поимот на национализам, на национално, го озлогласуваат, го правят да се чувствуваме лошо ако си ја сакаме татковината, ако велам се повикуваме на некои наши одличја, карактеристики, вредности, традиции, зашто тоа не било европски. Французот може да е француз, ја не можам да бидам македонка. И иронијата да биде поголема, сега сме под јаремот на така наречениот француски предлог. А све во името на светла перспективна Евроскинина. А таа ја нема. Еве, Мершајмер, пак да го спомнеме, значи тој зборува за падот на Западот, како хегемон, дека ова му се неговите последни грчевити обиди да задржи својата хегемонија и во име на таа хегемонија може би подготвен да доведе и до глобален судир од најстрашни размери. Да се надеваме дека нема да дојде до тоа и дека гласот на овие разумни ликови допира до некаде. Меѓутоа сведочиме на едно велам време колку е бремево, тешко и така го почнавме разговорот со чудата во Македонија. Меѓутоа светот веќе не е тој од вчера и од завчера. Апсолутно. Така што мора тоа да се следи. И тие две диалектики како една на друга влијаат. Кое е вашето мислење за предавството што ни се случи? За жал не е прво, се плашам не е ни последно. Јас сум некој што се бави со мировни студии, не сум за јакобински методи, за радикални ситуации, меѓутоа мора соочување со минатото, со тоа што се случи и посочување на вината, она што треба да се процесуира судски, апсолутно, тука тоа не е одмазда. Јас сум против легалист сум, да, убаво кажавте. Не е тоа апстрактен поим предавство. Ова е кршење на уставниот поредок што ни се случува, особено од Преспа. Да. Ова што се случуваше со Преспа, ја по криминална работа немам видено, дури во некои од моите трудови цитирав и грчки политичари, од опозицијски така може да се најдат, во кои тие се вџашени од криминалот кој се случуваше во Македонското собрание. Значи, ако оттаму беше ситуацијата јасна, и нам треба да ни е јасно. Дека тие измени и таа постапка цела, ја не би рекла ниту дека е легитимна, ниту дека е легална. И објавувањето во службен весник без подпис на председател и сето тоа, значи еден цел комплекс на прашања кои укажуваат на нелегалноста на тој договор кој нели со сила ни го наметна и во устав и во закон и сега дури и лични документи треба да менуваме затоа што некому така му се посакало, да. Професорко, благодарам за вашиот разговор. Вам ви благодарам. Исто така.
Благодарам што ме следевте на македонскиот канал Нов Асном. До следното видување. Поздрав!